Добро вечер, Стружани. Добро вечер, драги пријатели. Добро вечер, Струга. Добро вечер за ВМРО ДПМН и за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер и за членовите и симпатизерите на СДСМ и на другите политички партии. Добро вечер и за политички неутралните граѓани кои вечера дојдоа тука на ова место да помогнат Струга да се врати на Стружани. Драги пријатели, вечера сме собрани сите со една цел. Вечера сме сплотени и обединети како никогаш досега. Вечера сме заедно и СДСМ, и ВМРО, и сите други политички партии. Ова се историски избори за Струга. Не знам дали повторно ќе се појави ваква шанса. 2005 година беше мощна и тешка година за Струга. Нема да се навраќа многу во тоа време. Струга гореше. Но, драги пријатели, да се подсетиме, за да не заборавиме за овие избори. Тогаш имаше референдум. Да бидеме искрени, Струга немаше доволна излезност на референдумот. Да си признаеме и да се поправиме на овие локални избори. Струга немаше доволна излезност и на локалните избори, што следуваа потоа. Немаше ни доволна излезност на последните локални избори пред 4 години. Драги пријатели, ние што во овие години професионално се занимаваме со политиката, го направивме нашиот максимум, се здруживме. Да помогнеме на Струга, да си помогнеме на сите заедно. Но, драги пријатели, она што го очекувам од вас, од Стружани, не само од оние кои што се партиски членови и активисти, уште повеќе од оние кои што не ги интересираат до толку многу политиката, не се зачлениле во некои партии, или пак членови се, но можне неактивно и пасивно се однесуваат кон политиката и кон партиите. Пред се обраќам до нив. Ако може другата страна на овие избори да носи луѓе со авиони, со автобуси, со возови, ако може тие луѓе да поминуваат и илјадници километри за да гласаат во Струга, можете вие да излезете од вашите домови 500 метри или 300 метри и да гласате за Владо Кочовски, но и да гласате за советничката листа, која стои зад Владо Кочовски, и зад која стојат и ВМРО ДПМН, и СДСМ, и сите политички партии. Можете да го направите тоа не толку заради нас, заради вас, заради Струга, заради вашата иднина, заради вашите деца. Не морате да се занимавате со политика во иднина. Можете да ги подржувате или да не ги подржувате партиите, и ВМРО, и СДСМ, и сите други. Можете и да ги презирате ако сакате. Тоа е право на секого. Секој има право да прави онака како што сака, да гласа, да не гласа, да критикува, да брани, да дава идеи, да дава совети, да биде активист, да биде пасивен, да биде надвор од политиката. Ама овде не се работи за политика и за партии. Овде се работи за еден историски момент. Па гледате ли овие денови, драги пријатели, еден од кандидатите за градоначалници на Кичево опишува зошто сакале неговата дружина да го земаат и Струга, и Кичево, и други општини. Треба да му покажеме и на него, и на сите што како него размислуваат. Дека ова е Македонија, дека Струга е Македонија, дека Кичево е Македонија и Македонија ќе остане. Драги пријатели, одбавме кандидат, докторот Владо Кочовски, кој што е високо авторитативна личност овде во Струга, лекар по професија, човек што стално помагал, секогаш помагал кога може, на кого може да помогне. Таква е неговата професија, благородна
и преку таа професија стекна голем углед, стекна голем авторитет и меѓу македонците, и меѓу албанците, и меѓу ромите, и меѓу египчаните, и меѓу турците, и меѓу сите граѓани на Струга и Струшко и пошироко. На сите им помагаш. Сега треба да му се помогне на него, за тој да и помогне на Струга, за тој да ја врати Струга на Стружани, да ја врати Струга тоа што беше и да биде подобра од тоа што беше пред 8 години. Имаме голема шанса, имаме историска шанса. Имаме историска шанса на радикалите, на националистите, на оние кои што имаат сонови Македонија да ја гледаат како друга држава, да им покажеме дека во оваа држава сите граѓани ја чувствуваат оваа земја како Македонија. И Македонија ќе остане на македонците и на сите граѓани во неа. Но, драги пријатели, повторно се обраќам на оние кои што од разни причини, мотиви, некои може би оправдани, не излегоа да гласаат на референдумот, па на првите локални, па на вторите локални пред 4 години. Драги Стружани, овој пат, за да се исправат грешките од минатото, за да се врати Струга на Стружани, за овој град да продолжи да чекори напред и да добие градоначалник кој ќе биде еден за сите, независно на нивната националност, или вера, или партија, овој пат ни треба излезност на гласање 100%. 100%. Ако е нормално на локални избори да излегуваат околу 50% од граѓаните, а во градови како што се Струга и уште некои каде што има и посебен мотив излегувале по 55-57%, овој пат ни треба сите до еден да излезат, секоја куќа, секој стан, секое домакинство, секое семејство, и здрави и болни, сите на избори на 24-ти. Историски момент за Струга. Нема оправдувања. Не може после никој да ни биде виновен. Од нас зависи, од нас сите, од вас Стружани. Заборавете ги партиите. Заборавете борбата политичка меѓу ВМРО и СДСМ. Таа е важна во секоја демократија. Ама Струга има друга мака. Струга има друг проблем. Го почувствувавте во овие 8 години. Дајте да не ни се повтори тоа. Да не ни доаѓаат луѓе како што ги имаше во овие 8 години на чело на Струга. Па за едни да бидат татковци, а за други очуви. За едни да даваат се што им треба, а за други да не даваат ништо. Нас ни треба и вас овде во Струга. Еден за сите. На сите да им помага, за сите да работи, за сите граѓани на Струга. И македонците, и албанците, и ромите, и египчаните, и турците, и сите останати националности, и срби, и роми, и бошанци, и се останато, и муслимани, и христијани, и од сите партии, и од сите социјални групи, и поимотните, и посиромашните. Еден за сите. Тоа е Владо Кочовски. Драги пријатели, ние во изминатите години се трудевме да помогнеме на Струга. Не беше лесно. Тешко одеше со градоначалникот Мерко и затоа ВМРО ДПМН ја напушти коалицијата што на почетокот се создаде, излезе и реши да биде опозиција овдека во Струга, затоа што тој не ја тераше работата добро, тој тераше друга агенда. Тераше и лична агенда, за него лично, а не за заедничкиот интерес, но и друга агенда за која што вие добро знаете и не треба да ви ја покажувам. Затоа, драги пријатели, не беше лесно да се соработува со тој човек. Правеше проблеми, подбуснуваше етнички омрзи и судири, не дозволуваше многу инвестиции да се случат. Тој си знае зошто. Знаете и вие. Но и покрај се,
Направивме некои чекори кои што помогнаа на Струга. Завршена е првата фаза од реконструкцијата на патниот правец Струга-Дебар, во тек е втората фаза од неговата реконструкција. На иницијатива на владата се започна постапка за формирање и за изградба на технолошко-индустријска развојна зона, слободна економска зона во Струга за привлекување на крупни мултинационални инвеститори, кои што се надевам дека во наредните неколку месеци градбата ќе почне. Се надевам нема да има градоначелник што ќе стопира таа градба и што нема да ја дозволи. Туку ќе го имаме Владо Кочовски кој ќе помогне и ќе ја забрза таа процедура. Асфалтирана е делницата од регионалниот пат Струга-Калишта во вредност од 7.900.000 денари со директна интервенција на владата. Владата успеа да заврши и надградба и нова доградба на средното училиште доктор Ибрахим Темо. Заврши и изградбата на нов училишен објект и истиот е целосно опремен во село Подгорци. Реконструирана е општата болница во Струга и извршена е набавка на најсовремена медицинска опрема во оваа болница. Комплетно е опремен заводот за нефрологија во Струга. Изградени се 2 нови амбуланти во село Франгово и Мислодежда. Отворени се рурални амбуланти во селата Дримковот, Луково, Нерези и при Скупштина и во село Радожда. Обезбедени се 2 модерни санитетски возила за итна медицинска помош. Изградена е канализацијата на потегот Велешта-Ложани. Изградена е водоводна мрежа во село Збажди во вредност од 3.500.000 денари. Направени се и многу други проекти. Онолку колку што можевме и колку што ни дозволуваше градоначалникот, а многу повеќе, верувајте ни, не ни дозволуваше. Затоа, драги пријатели, за да можеме и ние од владата да помагаме, да инвестираме во Струга, да носиме инвеститори, и тие да бидат покомотни, тие да бидат послободни, и да се чувствуваат и побезбедно. Исто тоа и вие. Излезете масовно. Не вие што сте тука, верувам дека вие ќе излезете. Штом на овој дожд сте дошли на овој собир, во вас верувам 100% дека до еден ќе излезете. Но се обраќам затоа што овој мој говор ќе оди преку медиумите до оние кои што во минатите ги игнорираа изборите во Струга. Јас можам да разберам дека некои луѓе имале различни разочарувања од политиката и политичарите. И затоа не излегувале. И тоа го разбирам. И тоа не е само во Струга и не е само во Македонија. Меѓутоа, овдека во Струга, драги мои, одамна веќе ѓаволот ја однесе шегата. Веќе не е работата да се гласа на избори заради партиите, туку заради себе, своите семејства, иднината на децата, иднината на градот, иднината на сите кои што живеат тука. Затоа апелирам до сите тие луѓе, и разочарани, и депресирани, и решени да не гласаат веќе никогаш, да не подлегнуваат повторно на игри во стило дека ова е политика, политичари и партии. Ова е Струга, луѓе. Или Струга ќе оди напред, или ќе стои и ќе оди назад. Нема време за колебање, нема време за двумење, нема време за абстинирање. Не казнувате никого друг, ни ВМРО, ни СДСМ. Себе се казнувате, ако не излезете на 24 да гласате. Струга ја казнувате. А ќе се лишите и од многу проекти. Ќе се лишите од многу проекти кои што ги ветивме во заедничката програма. Како што е заокружувањето на процесот на оформување и почеток со градба на оваа технолошко-индустријска развојна зона која што предмалку е спомнав. Реконструкција на втората фаза од регионалниот пат Струга-Дебар во должина од 26 километри и инвестицијска вредност од 4 милиони евра. Изградба на детален урбанистички план за крајбрежјето на Струга, согласно потребите на граѓаните и потребите за развојот на туризмот во Струга. За ова треба и масовна подршка на советничката листа, бидејќи градоначалникот без мнозинство советници ќе биде со врзани раце.
Сите овие ветувања важат само под услов. Ако гласајќи за Владо Кочовски, гласате и за советниците од советничката листа, заедничка на ВМРО ДПМН и на СДСМ и на другите партии од нашите коалиции и на сите наши партии, да гласате за Ристе Ќушковски, председател на СДСМ во Струга. Да, јас ви го велам тоа. Никола Груевски, на сите вас дружани, да гласате за Никола Затуровски, да гласате за Перо Петковски, председателот на ВМРО ДПМН во Струга, да гласате за Јулијана Зуновска, да гласате за сите членови на оваа листа, сите припадници на оваа заедничка листа на Советот, бидејќи без нив Владо Кочовски нема да може да ги заврши работите, ќе биде градоначалник со врзани раце и не сметете дека сте го поддржале него, ако не ја поддржите листата, бидејќи нема да може да работи човекот. Не сте ја завршиле работата, но верувам дека тоа ќе го завршите. Драги пријатели, ќе се пропуштат многу работи, како што се изградбата на градското пристаниште кај хотелот Дрим во Струга, етапна замена на старата водоводна мрежа во Струга. Тоа се проекти од нашата програма. Како што се и проектите за етапна реконструкција на фекалната и изградба на атмосферската канализациона мрежа во централното градско подрачје. Изградба на 2 катни гаражи во градот Струга, од кои една во центарот и една блиску до крајбрежјето по пат на јавно-приватно партнерство. Изградба на нова зграда на средното училиште Нико Нестор. Изградба и реконструкција на 7 училишни спортски сали во 6 основни и 1 средно училиште. Реконструкција и уредување на градскиот поштат и реконструкција на градскиот пазар во Струга. Комплетно завршување на изградбата на фудбалското игралиште. Изградба на едно повеќенаменско спортско игралиште. Изградба на повеќенаменско игралиште за ракомет, одбојка и фудбал. Фудбал на песок и изградба на тениски терени во Струга. Изградба на фекален колектор во село Радожда. Изградба на фекална канализација во село Мороишта. До изградба на фекална канализација во селата Ложани и Дрсвајца. И многу други проекти кои што се ветени во програмата на Владо Кочовски, на советниците и на партиите кои што застанавме за Владо Кочовски и за оваа советничка листа. Партиите кои што застанавме за Струга, заеднички, ама само со вас, стружани, и тоа сите, да ја вратиме на стружани, да ја вратиме на правата патека, на која што беше и преходно. И преходно имаше проблеми, кои што требаше да се решаваат. Ама овие проблеми што ги видовте овие 8 години, никогаш не ги имало во Струга. И дај Боже, со ваша помош на 24-ти, со ваш влог личен, за вас, за вашите деца, за сите вас, никогаш и да не ги видиме повторно. Затоа, драги пријатели, уште еднаш ќе порачам. Ако се направиле некои грешки во минатото, тие не треба да се повторуваат. Ако овде се излегувало 55-60% на локални избори, овој пат грешката може да се исполни ако буквално секое семејство и сите членови на семејството излезат и гласаат. Сите македонци, сите роми, сите бошњаци, сите еģипчани, сите оние кои што сакаат Струга да ја вратат на Стружани, сите македонци, сите христијани, сите муслимани и македонците муслимани и сите кои што сакаат да гледаат нормален град и нормален развој. Не се лажите на некои работи што ви ги нудат и што ви ветуваат или може би даваат. Ке помине тоа. Се е минливо. Меѓутоа, патот по кој што Струга е тргнат, нема да може да се промени. Ако на 24-ти масовно не се излезе и не се подржи Владимир Кочовски и советничката листа. Да живее Струга! Да славиме на 24-ти! За сите сте стружани! Прославата да биде за човекот
кој ќе биде еден за сите, за да и се помогне на Струга да оди напред, да се подобрува квалитетот на живот. Да живее Македонија! Да сте живи и здрави! Ви благодарам!